Вечно ќе ја сакам, убавка ја твоја, Скопје кажи ми. Завршена е реконструкцијата на железничката обиколница околу Скопје, односно пругата на релација Драчево-Илинден, со што ќе се овозможи товарните возови да бидат пренасочени надвор од главниот град. Од Министерството за транспорт информираат дека поделницата ќе сообраќа исклучиво товарен железнички сообраќај, што ќе придонесе за побрз транспорт, подобра организација на железничкиот сообраќај и намалување на загадувањето во Скопје. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски заедно со директорот на јавното предпријатие Железници и инфраструктура Синиша Ивановски извршија увид во реконструираната пруга, при што беше спроведено и тест возење. Во тек е тест периодот и техничкиот прием се очекува за околу 20 дена карго возовите да започнат да ја користат обновената делница. Николовски истакна дека проектот ќе има позитивен ефект врз животната средина, бидејќи товарните композиции повеќе нема да минуваат низ градското подрачје. Воедно ќе овозможи и побрз карго сообраќај по коридорот 10 и подобри услови за развој на железничкиот транспорт и стопанството. Тој најави дека најдоцна до 1 септември треба да биде пуштена во употреба првата линија на градскиот воз, која ќе сообраќа од Зелениково преку Драчево до центарот на Скопје. Во периодот од јануари до јули годинава екипите на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје подигнале и транспортирале вкупно 82,296 тони мешан комунален отпад од домаќинствата и стопанските субјекти на територијата на главниот град. Од предпријатието информираат дека паралелно со редовното собирање отпад продолжиле и активностите за расчистување на дивите депонии низ сите скопски општини. Во изминатиот период биле отстранети вкупно 14.535 кубни метри непрописно одложен отпад, најголемо количество или 2.385 кубни метри било подигнато на подрачјето на општина Центар. Од јавното предпријатие Комунална хигиена посочуваат дека расчистувањето на дивите депонии останува една од клучните активности за подобрување на јавната хигиена и заштитата на животната средина. Предпријатието продолжува со секојдневно одржување на јавните површини. Во вечерните часови се реализира машинско миење на булеварите и улиците со автоцистерни, додека во 3 смени се врши миење и метење на плоштадите, пешачките мостови, пешачките патеки, тротоарите на мостовите Гоце Делчев и Слобода, како и на старата Скопска чаршија. Во текот на последните 6 месеци екопатролата при јавното предпријатие Комунална хигиена изготвила вкупно 274 записници против физички и правни лица затекнати при неправилно одлагање на отпад, согласно Законот за јавна чистота. Најголем број прекршоци се евидентирани во општина Чаир, каде биле издадени 148 записници. Следуваат Газибаба, Аеродром со 30, Карпош со 21, Центар со 18, Ѓурче Петров со 16 и Кисела вода со 5 записници. Покрај активностите на терен, од предпријатието велат дека реализирали едукативни предавања и работилници во скопските основни училишта и градинки. На делницата од сеизмолошката станица до патот кон Сончев град наводно во тек е поставување на ново лето осветлување, со што овој потек за прв пат ќе биде целосно осветлен. Според градоначалникот Орце Ѓоргиевски, новото осветлување ќе придонесе за поголема безбедност на рекреативците и посетителите кои секојдневно го користат ова излетничко место. Покрај поставувањето на лето осветлувањето во изминатиот период се реализирани повеќе инфраструктурни зафати. Поставени се нови заштитни огради, извршено е асфалтирање на дел од патната инфраструктура, обновени се и пешачките патеки, клупите и летниковците со цел да се подобрат условите за рекреација и престој на граѓаните. Од град Скопје посочуваат дека водно е едно од најпосетуваните рекреативни излетнички места во главниот град, поради што континуирано се инвестира во неговото уредување и модернизација. Градоначалникот Ѓоргиевски ги повика граѓаните и понатаму да го посетуваат водно, но и одговорно да се однесуваат кон природата и јавната инфраструктура, нагласувајќи дека грижата за јавните простори и создавањето по безбедни услови за сите посетители останува еден од приоритетите на градските власти. Општина Центар набави 33 смарт табли кои ќе бидат поставени во основните училишта и детските градинки на незината територија. За набавката информираше градоначалникот Горан Герасимовски, кој истакна дека станува збор за инвестиција насочена кон модернизација на образовниот процес. Од вкупниот број 30 смарт табли се наменети за основните училишта, додека 3 ќе бидат поставени во детските градинки. Според Герасимовски, новите наставни помагала ќе овозможат поинтерактивна и подинамична настава, полесно совладување на наставните содржини и поголема вклученост и креативност кај децата.
Од општина Ценцар посочуваат дека вложувањата во образованието останува еден од приоритетите на локалната самоуправа, со цел учениците и најмладите да имаат современи услови за учење и развој. Градоначалникот порача дека секоја инвестиција во училиштата и градинките представува инвестиција во иднината. Најави дека општината ќе продолжи со активности за подобрување на образовната инфраструктура и наставните услови. Во населбата Сингелик во општина Газибаба во тек се градежни работи за уредување на коритото на каналот за одводнување. Проект што според градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски представува едно од долгогодишните барања на жителите. Заедно со министерот за животна средина и просторно планирање Муамед Хоџа тој изврши увид во текот на градежните активности. Каналот е изграден во 1965 година со цел да ги прифаќа атмосферските води и да обезбеди заштита од поплави. Според општинските власти, ова е прва темелна реконструкција по повеќе од 6 децении. Вкупната должина на трасата изнесува 1273 метри. Во првата фаза се уредуваат 673 метри. Преостанатиот дел ќе биде реализиран во втората фаза, со што каналот ќе биде целосно реконструиран. Вредноста на проектот изнесува над 21 милион денари со вклучен ДДВ. Средствата се обезбедени од Министерството за животна средина и просторно планирање. Рокот за изведба на градежните работи е 9 месеци. Од општина Газибаба информираат дека каналот се изведува со армирано-бетонски конструкции што треба да обезбеди поголема издржливост, безбедност и функционалност. Градоначалникот Стевковски порача дека општината ќе продолжи со реализација на капитални инфраструктурни проекти во сите населени места со цел подобрување на условите за живот на граѓаните. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ќе ја сакам, уборка ја